Добро вечер, јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва, дали ќе биде вклучено криминалното милје и навијачките групи во изборниот или постизборниот процес во рамки на Република Македонија, дали од почната сезоната на нови најави за можни атентати на Балканот и дали во Македонија може случат немири на денот на изборите како влез во одерен постизборен, многу нестабилен политички период. Драган Вучичевиќ е главен уредник на дневниот весник Информер, тој е најтиражен дневен весник во соседна Србија. Со него разговараме на тема дали најавите за атентат врз Александар Вучич може да предизвикат доминот политички ефект на целиот Балкан. Кој сакаше да го уби Александар Вучич? Па не знам дали е, нико то со сигурноšću не зна дали je neko uopšte hteo da ubije Aleksandra Vučića. Ali to što se desilo u Jajincima jeste opomena. Dakle, ili nečija poruka, sigurno. A da li je neko hteo da ga ubije, ja mislim da je pre meta bio njegov brat Andrej. Jer sve ukazuje na to. Десетте недена претходно имавте убиство на Сале Мутави, или еден од водачите на навијачка група на Партизан, а тука во Србија се вели дека навијачите на Црвена звезда најчесто се бават со рекет или обезбедување на роки клубови, а навијачите на Партизан или навијачките групи на Партизан се бават со одредена трговија дрога, кокаин, хероин и така натаму. И така натаму излезе министерот Стефановиќ и рече дека тој е најмокниот балкански клан и Србија отвори војна или најави војна против тој балкански клан најголем, што е тука. И неколку дена после тоа доаѓа ова порака. Da, ali ja ne znam da li to ima veze, ja lično mislim da to nema veze jedno s drugim. I mislim da to neko ko zapravo stoji iza te pripreme atentata u Jajincima, na samo 750 metara vazdušne linije od kuće Vučićevog oca u Jajincima, dakle da to namerno pušta tu priču o narkomafiji koja hoće da ubije srpskog premijera ili njegovog brata. Zašto se to radi? Pa da bi neko mogao da kaže narkomafija hoće da ubije koga? Pa neko koji je u narkobiznisu, tako? To je isti sistem kojim su pripremali ubistvo Zorana Đinđića. Tako su za njega tvrdili da je švercer cigara, da je najbolji drug sa švercerima cigara, da su njegovi saradnici u dilu sa narko bandama, sa ovim zemunskim klanom, ali se onda ispostavilo da je to bila priprema za ubistvo, koje je kasnije trebalo da bude objašnjenje, medijski izgovor zašto se to desilo. Tako da mislim da neko namjerno pušta priču da je Vučić na meti nekakvog narkoklana. Ja ne mislim. Ja mislim da je na meti mnogo moćnijih ljudi od narkoklana. Веќе десетици години наназад, Тома Фила е најпознат адвокат на просторот на поранешна Југославија. Само кога ќе погледнете списокот на клиенти кои биле застапувани од Тома Фила и неговата адвокатска канцеларија, на тој список наоѓа госпоѓата Јованка Брос, Слободан Милошевиќ, Желко Разнатовиќ Аркан, упатува на фактот дека Тома Фила не само што е човек кој ги брани крупните ѕверки на поранешната југословенска политичка, бизнис и каква друга сцена, туку е човек кој многу знае. Господине Фила, мокни ли се овие криминални кланови, посебно таа црногорска мафија тука во Србија? Па врло е моćno. Врло е моćна. Министерот за полицијата излезе пред 2-3 недели и рече дека моќен клан функционира тука во Белград, дека убиството на оној Сале Мутави, како го вика. Сале Мутави е njihova. Moguće paziti, cigari porano i viski ideš od tom. Svega je droga. Crna Gora je mala. Ne može i tamo da se razvija klanovi. Tržište je Srbija. I povrзani se su Bugariti. Od Bugarska idi i od Crnogorcite su ovde i reket i bilo što drugo da bidi ovde. Bila je дека Мило Ѓукановиќ и овој Брана Мичуновиќ, кои се од Никшиć, всушност се најмокните играчи кои го има под заштита. Црногорската служба за безбедност го има под заштита тоа црногорско поземје и тие црногорски кланови, дека те оперира тука преку Белград. Има
vrlo je čudno da jedini čovjek koji 25 godini vlada na teritoriji cijele Evrope je Milo Đukanović. Na ovo i na onaj način. Te se otkažu od predsjedateljna vlada, pa se vraća, pa ovo, pa ono. To je za da može taka da vlada mora da ima nekoj osnov. Osnov je financije. Te crni pari. Crni pari. Ti to i kontrolira pari. I ja smislim da toj pritisak koji vrši toj na Crna Gora da vlezi u NATO je pritisak koji se vrši na neku. Ako uspe Crna Gora da vlezi u NATO, to je verovatno kje dobije indulgencija, odnosno oproštaj od NATO za ono što go gonat za nesporan šverc na cigari i viski. И тука всушност на тој пример на Црна Гора се гледа конфликтот Русија и Америка. Русите во еден временски период влего со големи инвестиции во Црна Гора, од Дерипаска до другите руски тајкуни, купи оние алуминиумски комбинат во Црна Гора. Дерипаска се повлече и води некој спор. Го преварија црногорци. Целото црногорско крајбрежје во најголем дел беше купено или од британци или од руси. Дури во училиштата има и руски паралелки. Има. Така што Русија и Америка токму на прашањето на Црна Гора ги мереа мускулите. Изгледа да нашата разузнавачка служба, нашата БИА, и овие дојдеа до докази да Русија се вмеша во изборната трка во Црна Гора. Да од некои финансии одеа на таа страна. Неделникот Време е еден од тие бастиони на српското независно новинарство. Господин Филим Швар е повеќе годишен главен уредник на Неделникот Време. Има многу приказни околу тие навијачки групи. Имате неколку текстови напишано на таа тема. И тој феномен на тие навијачки групи е присутен тука на Балканот. Секој што има одредени политички, криминални, бизнис разврски, има улога на тие навијачки групи. Тука се овие две големи, на Црвена звезда и на Партизан. Fenomen navijačkih grupa, dakle, nije samo karakteristika Srbije, on postoji u čitavoj Evropi, pogotovo u ovim nekim istočnoevropskim zemljama. O čemu je zapravo tu riječ? Riječ je sljedeća. Dakle, kroz navijačke grupe vi možete da proturite sve što vam padne na pamet. Ovdje fudbal kao sport odavno nije relevantan u bilo kakvim razmjerama, ako gledamo evropskim i tako dalje, ali na neki način oko sebe prikuplja određene biznis grupe i naravno kriminogene elemente. To su vrlo militantni i hijerarhijski kriminogeni elementi. To nisu obične ulične bande, to su bande koje imaju čvrstu hijerarhiju i gdje su članovi prilično povezani. I kada te navijačke grupe, koje opet nisu sve isti, neke su više, a neke manje kriminogene, ali su vrlo militantne. I te grupe uvijek mogu da izazivaju određeni nered, uvijek mogu da prave određene probleme u društvu, jer eto, oni su kao navijači i to može da izazove dosta velikih problema. Погледнете ја снимката од ланските протести кои настана после објавувањето на бомбата на господинот Зоран Заев, а која се однесува на смртта на Мартин Нешковски. Гледате што се случува, погледнете ја снимката, а подоснеска се јавам да ја искоментирам целата таа политичка конјунктура која се врзува со тој настан.
Клучен е заклучокот почетни гледачи дека тие протести се мирни се додека одредени хулигански структури на навијачките групи не се вклучат во самите протести. Тука се постава прашањето зошто тие структури се вклучија во протестите, бидејќи некој сакаше во Македонија на 9 мај минатата година да се случи 5 октомври, да дојде одредена насилна промена на власта. Бидејќи тоа не се случи, тоа го означи почетокот на пресвртот на политичката криза. Од тој момент е таа пресвртна точка. До тогаш опозицијата беше во одреден налет, меѓутоа после тие неуспешни протести, колата на опозицијата тргна по надолна линија. Например, навијачките групи на Партизан се поврзуваат со одредени шверцови или трговија со дрога. Навијачките групи на Црвена звезда се поврзуваат со одреден рекет кој го прават и заработат големи пари. Тоа е некоја груба поделба. Тоа не значи дека навијачките групи блиски на Партизан не се бават со рекет, но таа е таа груба поделба кај што едните се бават со рекет повеќе, другите со трговија со дрога. Pa dobro, to su neke, dakle, to je neka osnovna podjela, ali nije to tako čisto. Dakle, ima tu i raznih drugih stvari koje se toga tiču. Ono što je dosta bitno, bitno je da klubovi ovdje služe kao neka vrsta velike mašine za pranje para. Руските служби доставиле информација до српските служби за одреден проект на ЦИЕ кој претпоставува и кој инсистира дека се возможни одредени убиства на Балканскиот полуостров, во Србија, можеби и во Македонија, кои би можеле подоцна да бидат искористени за одредени политички нестабилности. Бидејќи ви имавте една информација која беше објавена во српската јавност дека врз база на проценките и анализите на руските тајни служби, дека се информирани српските тајни служби, нели по тие пријателски канали, дека се подготват серија на убиства на видни личности во Србија и надвор од Србија, како би можело да се направи одредена дестабилизација во целиот регион. Tako je. Mi smo to objavili. Dakle, to je ruska obaveštena služba upozorila naše obaveštajce da je CIA spremna da ubija u Srbiji. Imaju dva scenarija. Jedan scenarij je da ubijaju ljude koji su bliski Vučiću, iz njegovog okruženja, njegovih saradnika, njegovih rođaka, familije, i da onda kažu da to onda u svojim medijima predstave kao nekakav mafijoški obračun. Da biste razumeli, već godinama, više od godinu dana, u srpskoj javnosti se puštaju informacije bez ikakvog dokaza, potpune laži koje polako, usled silnog ponavljanja, Gebelsovskim metodama 100 puta ponovljena laž postaje istina, se nameće kao nekakvo javno mnenje. Gde se recimo kaže da je njegov brat Andrej oteo neke restorane po Beogradu, Franš i druge najpoznatije restorane. Onda se kaže da je on u nekakvim sumnjivim biznisima, da su neki ljudi iz njegovog najbližeg okruženja kriminalci ili su u kontaktu sa kriminalcima. Dakle, u takvoj atmosferi onda bi se desilo ubistvo nekog od Vučićevih saradnika, prijatelja, rođaka, a onda bi se to predstavilo kao obračun mafije. To je jedan scenarij od CIA, koji smo mi objavili, a drugi da se ubijaju najveći i najžešći protivnici vlasti, dakle javni protivnici, oni koji istupaju u medijima i pričaju o Vučiću sve i svašta, i da onda za to ubistvo bude optužena vlast i da se tako napravi haos u Srbiji. Mi smo to videli početkom 2000-ih u Srbiji. Setite se Stambolića, setite se Ibarske magistrale, odnosno pokušaja ubistva Vuka Draškovića i njegovih saradnika. Dakle, nikada se nije utvrdilo do kraja ko stoji iza toga. Mi imamo neke ljude koji su optuženi, neka suđenja koja su u toku, ali zapravo mi nemamo ko je to organizovao i naložio. Nikome nije bilo u interesu da se otme i ubije Ivan Stambolić, bivši predsjednik Srbije, osim onima koji su hteli haos u Srbiji. Ајде да видиме како во текот на војната 1999 година, а подоцна во текот на војната 2001 година, српската мафија им продаваше оружје на структурите НОВК или на структурите НУЧК. Например, секој се смета дека црногорската мафија е само клан или делче од таа голема руска мафија и дека сушност црногорската мафија за потребите на руската мафија ја обавува во наводници работа таа трговија со кокаин од Јужна Америка до
do Evropa. Ne, u svakom slučaju, nijedna mafija nema nacionalna osjećanja. Vo vreme to na ratotvu Kosovo. Oružje, najpojke oružje OVK dobi od šverceri od Srbije. I to tačno koga ih saslušavamo kao svedoci, načelnik general štaba vojske OVK, UČK, kako kaže. Oni ni reći, kupavme od ovoga, od onoga. Zatvoreno veće suđe, ne možem da rečem. A među drugite, što možem da rečem, si ljugive od Arkan, koji im prodavaja pešadijsko naoružanje. Nema mafija obraz, niti ima koliko ni pari koji nemat miris. Znači, ljudje od Arkan im prodavali oružje novija u Tako je. Nije to ništa novo. U Kruševac odgovaraše ta grupa. U Kruševac tuka vo ove Beograd, da, u Srbiji. Пред 25 години беа навивачи и беа припадници на таа навивачка група Дели, кои се навивачи на Црвена звезда. Подосна станаа дел од структурата под контрола на Аркан или станаа дел од Аркановите тигри. Например, секојаш тука во Србија, карактеристично е тоа за Србија во најголем дел, се сакаше да се има контрола врз тие навивачки групи. Сега има помалку навивачи на стадионите, но пред 15-20 години стадионите беа полни. Тоа им требаше Аркан како водач на овие Дели или групата навијачи на Црвена звезда, кој ќе има контрола врз таа најмногобројна навијачка група, во корис или во интерес на тајните служби, на Слободан Милошевиќ тогаш или на било кој друг. Значи секој се сакаше да се има контрола преку некои такви лидери кои доаѓаат од криминалното милје или од тоа да речеме воинствено милје на чело на навијачките групи. Kada pričamo o vremenu od prije 25 godina, dakle kada se Arkan pojavio, na primjer, tada je Crvena zvezda bila jedan od vodećih evropskih klubova. Partizan je isto bio važan, mnogi drugi klubovi, bila je druga vrsta. I tada je stadion, ono što moramo se sjetiti onoga vremena, nije bilo društvenih grupa, nije bilo interneta, ali tada je stadion bio neka vrsta generatora javnog mnjenja, pogotovo kada je bilo u pitanju nacionalizam. U jednom trenutku postojala je mogućnost da stadion, na primjer Marakana ili stadion JNA Partizana, ne podržava više Miloševića, nego da recimo počne da podržava opoziciju, počne da izvikuje, da skandira opoziciji. Tada je tadašnja državna bezbednost poslala Arkana u Crvenu zvezdu, koja je imala najveći broj navijača, koji su bili najbolje organizirani, najmnogobrojniji. Dakle, da tu zavede red, kad kažem red, mislim na strahovladu. Dakle, Arkan je uspio sve navijače Crvene zvezde da stavi pod svoju šapu, odnosno pod šapu države. Iz tih navijača Crvene zvezde kasnije su se regrutirala Arkanova garda i dobar dio tog kriminogenih grupa koje su postale. Dakle, to je bilo tad. Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете и рекламите, се враќаме со вториот дел на нашата вечерашна емисија. Колку е потребно за среќа, колку треба за да ти игра срцето. И очите со смеа да ти се наполнат. Колку треба за среќа и мудрост, за од малку многу да сториш. Еве ме, уште учам и барам внатре во себе. И ќе ти кажем што научив. Здравието е среќа. И среќата е здравие. 80 години, Алкалоид, Скопје. Здравието пред се. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ.
Сега гледаме зошто таа функција министар на полицијата беше толку важна за СДСМ. Јавна тајна е и сите шпекулации говорат дека господинот Оливер Спасовски или луѓе на блиски на Оливер Спасовски одат по албанските села, одат по албанските населби, имаат контрола или имаат комуникација со тие албански банди и метуваат се и се што од кинење или уништување на кривичните пријави против нив до нивно учество и нивна улога во изборните процеси. Се даваат многу пари, се даваат големи ветувања. Се смета дека СДСМ ќе атакува некаде на 7 до 9% од албанските гласови. Дали тоа ќе се случи, ќе покаже времето. Меѓутоа, ветувањата се големи, очекувањата се големи. Јас се плашам дека тие ветувања кои им се даваат на албанците на крајот можат како бумеранг да му се вратат на СДСМ и да влеземе во еден доста тензичен политички процес. Меѓутоа, ајде да видиме што на таа тема, дали се можни албански конфликти на денот на изборите или после изборите, смета Божидар Спасич. Тој е човекот кој во името на сојузната удба беше главен и беше задолжен за албанската непријателска емиграција. Има одреден инцидент, ние имаме избори на 11 декември и претходната стратегија беше да се направи одреден инцидент или одреден расцеп помеѓу македонските, главните две македонски партии. Се гледаме дека зоврива атмосферата меѓу албанските политички партии, албанскиот политички кампус, може да се очекуваат одредени инциденти, бидејќи тамо ми се чини дека доаѓа до одредена рокада во лидерството во рамки на албанските политички партии. Како одредена мантра политичка да е истрошена, друга не е формирана и има некој, да речеме, лимбо период, кога може нешто ново ќе се роди, а старото се уште не е доволно потрошено да биде испрлено и да биде заминато во пензија. Ниједни избори на Балкану нису прошли мирно, ако се сеќате. Почели су избори и референдум у Републици Српској и Босни и Херцеговини, дошла група навијача. Значи, ако нема шта, измислит ćemo групу навијача да прави нереда. У Црној Гори веќе да не причамо државни удари и тако далje. Сега ве јасно, почитувани гледачи, зошто во оваа емисија го отварам прашањето за така наречените навијачки групи. Ако тие имале одредена политичка улога во тоа што се случуваше во Република Српска, ако има индици дека нивната улога е сигнификантна во тоа што се случуваше во Црна Гора, тогаш е голема веројатноста во одредени политички разврски во Македонија по изборите да бидат исто така вклучени навијачките групи, без разлика дали од македонска или од албанска националност. Затоа во оваа емисија го отвараме прашањето за навијачките групи, бидејќи сакам да оставам трага, да не испадне дека не сум кажал, односно да бидете информирани што све може да се случува на денот на изборите или после денот на изборите на 11 декември. У албанском корпусу, у Западнoj Makedoniji, ja to zovem taj njihov Tetovo, vjerojatno i kao glavni grad, vrlo verovatno da će biti čak i incidenata između njih. Vi vidite, evo mi dok razgovaramo, čitali smo neku vest, počelo zaprečavanje puteva nekim visokim funkcionerima koji su ranije, kad su prolazi cveće, im je bacano ispod nogu. Zaklinjalo se u njih. Dakle, albanski korpus doživljava veliko poremeće. Znate zašto? Zato što su Amerikanci to pustili niz Vardar. Više im ne odgovara. Пред 2 месеци на улиците на Белград беше буквално изрешетан така наречениот Салем Мутави. Тој е еден од големите лидери на белградското нарко подземје. Беше изрешетан со 60 куршуми. Веле дека главата му висела само на едно конче кој го поврзува вратот со неговата глава. Тој бил обезбеден од човекот кој работел на Министерството за правда, односно е службеник на владата на Република Србија. И тоа покажува целата таа симбиоза помеѓу криминалот, подземјето и политичките структури. Овој Салем Мутави велат губиле со 60 куршуми и тој професионалец, викат главата едва е една кожинка. Не знам, то дали и како детаљите не ги знам, бе во Македонија кога се то деси. Така да утре ќе знам детали, имам sastanci одредени. Али тие се поврзани. Се тие такозвани навијачи у суштини се криминалци. Погледнете оваа фотографија која е направена на фудбалскиот надпревар на Шкендија, кај што е присутен Зоран Заев и кај што се вее знамето на голема Албанија. И споредете го со она селфи на Зоран Заев кој го прави со дел од албанските жители во таа населба Диво населје во Куманово. И веројатно се го поставувате прашањето, почитувани гледачи, дали на Зоран Заев не му паѓа на памет дека поради тоа губи политички поени кај македонците. Апсолутно му паѓа на памет и немојте да мислите дека не е свесен за политичките штети кои ги трпи поради тие своји изјави и тие своји настапи. Меѓутоа албанските хулигански структури му се неопходни, му се битни како кислород за да може да прави одредени инциденти на денот на изборите или во тој постизборен период како би можел да освари одредени политички бенефити. Добро, ви имате еден од представниците на навијачките групи
на премиерската позиција во Србија. Dakle, zbog čega? Naš predsjednik vlade jeste po sopstvenom priznanju bio jedan od tih navijača i tako dalje i on je očigledno upotrebio svoj uticaj da to više navijačke grupe ne rade. Ali pitanje, šta su navijačke grupe dobile za uzvrat? To je ono pitanje koje bih ja volio da znam odgovor. Околу 2 милиони прегледи има оваа снимка која се случува пред фудбалскиот стадион на фудбалскиот клуб Партизан, кај што дел од обезбедувањето на генералниот секретар е претепан од дел од тие криминални структури кои се презентираат како навивачки групи. Пред пола година по интернет, значи, интернетот го преплави една снимка пред фудбалскиот клуб Партизан, кај што генералниот секретар или генералниот директор на фудбалскиот клуб Партизан беше претепан од еден од водачите на навијачките групи. Значи, односно неговото обезбедување. Значи, таа снимка можеше да се види по интернет, значи излегува генералниот директор на Партизан, му приоѓа 20 или 30 навијачи, излегува неговото обезбедување и е претепано неговото обезбедување. Vi dobijate ove navijačke grupe kao neke vrste jurišnika koji će izvršiti pritisak na terenu, kao ovaj slučaj koji ste ispričali. Dakle, uvijek neko postoji ko će vas spremiti, ko će vam zapaliti kola, ko će vam uraditi neke loše stvari i da vi ne bi radili to. I onda šta dobijate? Dobijate privatne vojske, dobijate stajaće vojske. Дека се многу блиски до политичките партии, дека ниту една од овие сериозни политички партии кои се денес или биле власт во Србија не може да стигне на таква позиција ако нема поддршка на тие навијачки групи. И не само на стадионот, туку во тие валкани активности кои се прават, кутии, гласање, полнење на кутии, закани и така натаму. Дека и таа врска помеѓу тие навијачки, радикални навијачки групи, како ги нарекуваат и политичките партии, е апсолутно изразена. Zbog čega su važne navijačke grupe? Navijačke grupe su vam onda važne zbog raznih prljavih poslova koje se dešavaju na samom terenu. Dakle, pogotovo kada je riječ o lokalnim izborima, tu su različiti oblici pritiska, zastrašivanja, reketa i sličnih drugih stvari. Tada te navijačke grupe zapravo ispoljavaju svoj maksimalni uticaj. Za uzvrat im je omogućeno da se bave različitim biznisima, neki su čak i legalni. Dakle, vi imate navijačke grupe kojima su omogućeni određeni povlašteni poslovi. Neki od tih povlaštenih poslova su građevinski poslovi, pa im recimo država omogućuje da daje neke druge stvari, ali najveći dio tih povlaštenih poslova odnosi se na uvoz, izvoz, trgovinu i fizičko obezbeđenje. Дали најавите за атентат врз Александар Вучич може би говорат за одреден конфликт помеѓу Александар Вучич на една и Милорад Додик на друга страна, и дали тоа што Александар Вучич не се вклучи активно во тој референдум кој се случи во Република Српска може да предизвика такво триење во неговите односи со Додик за Милорад Додик да стои за тие најави или тие подготовки за можен атентат врз Александар Вучич. Сега втората линија политичка која се следи е Босна и Херцеговина. Да. Или почна веќе 2 или 3 месеци да се отвара приказната за лоши односи помеѓу Милорад Додик и Александар Вучич. Дека Александар Вучич не го поддржал референдумот околу Република Српска. И дека всушност таа босанска линија која е ангажирана од страна на црногорското криминално милје, дека таа босанска линија всушност сакала да го предупреди Вучич дека не треба да се игра со Александар Додик, нели? Со Милорад Додик. Дека тие осумнина што се нели осомничени дека може би учествуваат или се наоѓаат позади целиот овој комплот со можен финален крај како атентат, дека се луѓе кои се од Бanja Luka или од Босна и Херцеговина. Па ја не верувам у то. Заиста не верувам у то, знам ја за те приче
I to se priča da sad... 300.000 evra da je platano, da je platano vo kokain. Dakle, neki ljudi, pa to se sve pojavljuje te priče, ali neki ljudi koji su privedeni bili u Banja Luci i u Sarajevu prošle nedelje, pričali smo o tom, mislim, mediji su izveštavali o tome. I to odivo Blic. Tako je. I odivo Kurir. Tako je. Koji na golema vrata vlaga u Makedonija сега. Jeste. Dakle, tu informaciju su forsirali mediji koji su pod direktnom kontrolom Amerikanaca i Zapada. Zašto? Pa da bi se napravio razdor, između ostalog, u srpskom javnom mnenju. Među građanima Srbije i Republike Srpske. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, treba, opet kažem, da se napravi atmosfera da neki kriminalci rade o glavi Vučiću zato što je on, jel tako, kriminalac. To je ideja. Da li su možda neki ljudi iz Bosne, iz Republike Srpske, neki ratni veterani, bili umešani u to što se desilo u Jajincima? Ili da li su neka dokumenta ljudi iz Republike Srpske pronađena u onom automobilu punom oružja koji je nađen u garaži na Novom Beogradu? To je tačno, ali to ništa ne dokazuje. To su ljudi, to su takozvani psi rata. To su ljudi koji rade za pare. Se smeta дека золите се најдобро средство или најефикасно средство за тој тип на атентат. Од низина и пажливо изабрано место. Dakle, to mesto gde je nađena zolja i gde je nađeno, da vas podsjetim, tu je nađena zolja, nađene su 4 ručne bombe, 2 defanzivne, 2 ofanzivne i nađene je 110 pancirnih metaka nanizanih, spremnih za ubacivanje u šaržere. Dakle, ko je to spremio? I kako je moguće da je neko ostavio tu, na tom mestu, zolju, bombe i pancirne metke? Šta će nekom pancirne metke ko ne planira napad na blindirani auto? И на второ место се навија, тамо се хеклери најдени, тамо се најдени овие експлозивни средства. Јесте. Тамо се детонатори кои се на мобилен или на далечински. Знаеме дека овие југословенски служби или криминални милија се мајстори или велемајстори со експлозив да се крева во воздух. To naravno nije slučajno. Isto беше со експлозив. To naravno nije slučajno. Ja ne znam ko je direktno to tamo ostavio i ko su ljudi koji su to tehnički izveli, da li su to Srbi iz Republike Srpske ili su neki stranci, ili nije ni bitno ko je. Dakle, suština je, i ono što sigurno mogu da tvrdim na osnovu svega što znam, sa velikom sigurnošću, dakle da su tu zolju, te bombe, te pancirne metke, možda ne direktno i lično ostavili, ali svakako iza njih stoje Amerikanci. To je svima jasno u Srbiji. Во изминатите 20 или 25 години на Балканот се случија многу политички убиства и многу политички атентати. Врз Киро Глигоров, врз Зоран Джинџич, врз Иван Стамболич. И сега тука се постава прашањето, почитувани гледачи, дали сега полека влегуваме во нова фаза на нови најави за можни атентати врз клучните политички фигури на Балканскиот полуостров. Мислите вие дека имаше сериозен обид за атентат врз Вучич, врз Мило Џукановиќ? Malo je neobično da ne može da se utvrdi koji go donese to oružje. Pazite, jedan običan radnik go najduva, to je Sandakult Gaviri. Da li došt go ima spereno ili je doneto. Najdene su 3 DNK, ali i od 3 mesta je oružje. Zolja od Sarajeva, ovo je nešto od Hrvatska i tamo na to. Tako, ne znam, za da bi poverovao da je to nešto ozbiljno, mora nešto nelogično ovo ta priča. A te zolja, pokraj zolja stoje 3 vrste kuršuma. Za kuršum i treba puška da imaš. Znači, to što treba da dojdi, mora da donesi puška sa onek. Zašto ne bi donesuli zolje? Дали русите, дали руските тајкуни, дали руските служби или руски валкани пари стојат за проектот за можен атентат врз Мило Џукановиќ во Црна Гора на денот на изборите и во постизборниот период. Гледате, во рокот неколку недели имаше шпекулација за атентат врз Мило Џукановиќ,
кој беше спречен со помош на српските служби, нели, одреден број на луѓе бе истерани или протерани од Република Србија и од Белград, и дека тоа српската полиција и српскиот премиер Александар Вучич го има спречено. Мило Џукановиќ во неколку интервјуа јавно се заблагодарува за тоа што е спречен атентат врз него, спекулација за атентат врз Александар Вучич, и се влага во еден комплот на недоверба, на страв, на сомневање, кој стои, како стои, посебно во ваков турбулентен политички период. Tako je. A i ako ste primetili, za to što se spremalo ili se nije spremalo, ne znam šta se tačno spremalo u Crnoj Gori, neki su u Srbiji, mediji u Srbiji pod kontrolom Amerikanaca i Evropske unije su bez ikakvih dokaza optužili Rusiju. Nema ni jednog dokaza da je Rusija ili bilo koja ruska služba umešana u to što se spremalo u Crnoj Gori. Optuženi su Rusi. Državni tužilac u Crnoj Gori je optužio nekakve ruske nacionaliste. Pa ko je? Kako se zovu? Излезе Вук Драшковиќ после долго време и рече ова е ракопис на русите. Pa dobro. Русите стојат позади тоа. Dobro, a svi mi znamo, i vi u Makedoniji, mi u Srbiji, i svi koji su nekad ništa pročitali o politici na Balkanu, čiji je čovek Vuk Drašković? Pa nije sigurno ruski. Ako je neko u srpskoj politici američki čovek, onda je to Vuk Drašković. I pa se on izlazi sa tim. Може ли да се направи таква една, ајде да речеме, симулација на атентат или вистинска подготовка за атентат, а да не бидат безбедносните служби вклучени во тоа? To je također problem, što dobar deo bezbednosti službi u Srbiji, a bojim se i u gotovo svim zemljama bivše Jugoslavije i regiona, rade direktno za Amerikance, direktno za Zapad. Neki rade... Кај нас имаме 2 години криза. Политичка, која се базира на директно инволвирање на безбедносните структури. Kad će izbori u Makedoniji? Pa bi trebalo na 11. A trebalo bi. A kad je prvo trebalo da bude? Со еден знак. Па требаше заедно, ако A kad su prvo trebalo da bude? Не, требаше заедно. Пред колку месеци su trebalo da budu izbori? 24 април, ако се сеќавате, ова година. А пред тога su trebali još neki da budu. Да, 24 април. И кај вас и кај нас требаше во исти ден да има избори. Добро. A čekajte, a onda izbora nema, evo ga novembar, decembar, nema izbora. И од 54 недели во годината. Баш се погодува иста недела кај што треба да има избори во Србија и во Македонија. Тоа е преголема случајност. Ko je zabranio izbore u Makedoniji? To se zna, ko može da ih zabrani, Amerikancите. A što su ih zabranili? Jer ne može da pobedi njihov favorit. Така е. Има многу нејасни работи на Балканот, меѓутоа една работа јасна, дека балканската мафија не познава национални граници. Многу од српските криминалци, против кои беа распишани потерници на територијата на Србија или поранешна СР Југославија, се крие на територијата на Косово. Па дури куќата на Боголюб Карич, кој не е српски криминалец, туку еден од најпознатите српски тајкуни кој има блиски релации со дел од косовското подземје, иако све е срушено во околината на Печ или околината на Призран и тамо безмалку да нема останата српска фамилија, неговата куќа се обезбедува од косовската мафија и цигла не и фали. Имавте многу представници, нели? Со надимак Шиптар тука, кој бе начело на земјонскиот клан, и тоа кажуваше дека всушност поради таа мок на албанската мафија, начело на српската мафија мора да дојде човек кој има добри релации со косовската мафија. Се крие доле од нашите потерници ги криеше мафија албанска, шиптарска. Некаде пред еден месец адвокатот Насер Руфи, кој е адвокат на дел од овие осудени или луѓе кои се во тој процес во врска со диво населје, даде одредено ексклузивно интервју за агенцијата Маквакс. И во тој интервју дава одредени индикативни, дури би рекол проблематични политички ставови и политички толкувања. Например, според него, целата таа група немала намера да прави дестабилизација на Македонија, туку всушност сакале да направат нешто слично како што било во Кондо пред многу години, односно тактиката нивна била да се заземи одредена територија. Пазите, да се заземи одредена територија, практично неколку улици во тоа диво населје, значи неколку улици во градот Команово да бидат заземени од нивна страна и на тој начин да се обезбеди терен, да дојде до нов рамковен договор, односно нов Охридски договор. И тука се поставува прашањето, почитувани гледачи, ако Зоран Заев се слика во диво населје, прави ве, тука сликајќи се со жителите на диво населје, а тие всушност сакале да го окупираат диво населје и тамо да направат основа за нов Охридски рамковен договор, а гледате дека Зоран Заев е многу беневолентен и смета дека рамковниот договор не е свето писмо, туку е подлежен на политички корекции и промени. Тука се поставува клучно прашањето. Зашто ако некој сака да го менува Охридскиот рамковен договор, не направи политичка партија, албанска политичка партија, туку купува оружје и сака да ја дестабилизира Република Македонија?
Овие вашите, значи И криминалци тие се креше кријат доле. албанската мафија Ма ги да, креше. бе, нема никаков проблем тоа. Нема тука предрасуди кај. Вела дека кога во сабота недела би се дошло тука во шопинг центарот Ушче, вие би виделе представници на косовска елита и на косовска мафија и на Полна косовска... ВМА болница е полна од шиптари. Тие се лекуваат овде. Погледнете ова снимка, почитувани гледачи, таа е некаде од пред 2 години кога се играше фудбалскиот натпревар помеѓу Србија и Албанија на стадионот на поранешната Југословенска народна армија. Можете да претпоставите, почитувани гледачи, каква све трагедија може да се случи како последица на овој немил настан со дронот со знамето на голема Албанија кој се вееше на стадионот на Југословенската народна армија, кај што во тој момент игра Србија и Албанија. Само Господ не спаси од еден многу тежок инцидент кој немаше да ја дестабилизира само Србија, туку јас се плашам дека ќе го дестабилизираше, бидејќи такво беше сценарието, ќе го дестабилизираше целиот Балкански полуостров. Вие имате два надпревари фудбалски, еден во Џенова, еден во Белград, со дронот, кај што тие навијачи за малку ќе предизвика еден многу посериозен инцидент. Борам за овој Богданов, Да. водачите на навијачите, Пара си. човекот кој имат распишана меѓународна потерница по него и така натаму, значи тој и во Џенова и тука кога беше Наравно, со дронот направи одредени инциденти и Да. не е санкциониран. Да, kad gledate Bogdanova, naravno, ali opet Bogdanov je tu neko ko radi za nekog. Dakle, Bogdanov zapravo i ti navijači koje vi vidite, oni su samo izvršioci naloga ozbiljnih političkih, ekonomskih struktura koje koriste sport, koji koriste sportske klubove, fudbalske klubove kao paravan za svoje zarađivanje, protupravno i svako drugo. И еве го одговорот на поранешниот министер за внатрешни работи, а сега директор на Бирото за јавна безбедност, господинот Митко Чавков. Велам, ние ни господинот Рауфи, ни господинот Чавков не ги снимавме, бидејќи сакаме да бидеме политички коректни во целата ова изборна кампања и во нашата емисија или во емисијата во Центар, да не бидат вклучени македонски соговорници, меѓутоа некои работи би сакал да ги скоментирам. Според Чавков, значи, постојат неколку обиди за ослободување на овие осуденици во процесот дива населја, па дури на последните рочишта се приметени одредени елементи каде што се остават намерно одредени мобилни телефони или одредени знаци како би можело да им се обезбеди на тие луѓе или да бидат спасени или да можат да избегат од структурите на прогонот во рамки на Република Македонија. Па дури во еден временски период, ако се сеќавате, почитувани гледачи, од Битола, Прилеп или Скопје или таму кај што беа сместени овие осуденици во процесот на диво населје, тие беа префрлени во Охридскиот затвор и во еден временски период огромно количество на македонска полиција беше присутна во градот Охрид. Тоа покажува дека тука не станува збор за обични политички или безбедносни аматери, туку станува збор за една политичка или терористичка групација која сакала навистина да дестабилизира Република Македонија. Гледате, кој ќе ги споите овие две изјави, кој ќе споите однесувањето на Заев, дојдете до одредена политичка композиција која укажува дека всушност во рамки на Република Македонија постоеле сериозни тенденции, обиди и намери да биде дестабилизирана државата. Тоа не се исклучува дека може да се случи на самиот ден на изборите или во постизборниот политички процес. Што всушност сакам да ви кажам во оваа и во претходната емисија, почитувани гледачи? Сакам да ви кажам дека постои едно политичко сценарио. Се надам дека тоа политичко сценарио нема да биде реализирано. Меѓутоа ние треба да ги знаеме контурите на тоа политичко сценарио. Тоа подразбира одредени политички и безбедносни инциденти, можеби пред изборите или на самиот ден на изборите. Тоа би значило влез во еден доста нестабилен политички процес после 11 декември. Тоа подразбира можно формирање на широка влада или можно барање Никола Груевски како ВМРО ДПМН победи на изборите да не биде нов македонски премиер. И таа политичка тензија треба да трае све до локалните избори, тоа дополнително да ја истошти политички Република Македонија, да стане нестабилна и во еден клучен период кога ќе се решаваат односите помеѓу Америка, Русија, можеби и Турција, Македонија да биде доста кревка и доста нестабилна и како таква да влезе во тие политички разврски на Балканот. И со овие ваши, да речеме, тука во наводници конкуренти доаѓаат на голема врата во Македонија. Тие ги пласира сите тие шпекулации. Па На една страна Блиц, на втора страна Курир. Гледате, кој беше на диво населје минатата година во Македонија, Блиц ја водеше најгнасната кампања. Сега продолжи Курир. Нели? Така е. Од Скопје се дават одредени шпекулации, се објаваат во Курир и подоцна се враќаат назад. Тоа е една позната шема. Yes. Тоа
Дел од овие луѓе што се во македонските медии го правеле. Порано го правеа за Бета и за Танјук, пласирате информација, таа се објавува на Бета и подоцна вестите на најгледаните телевизии, на пример А1 која затворија, почнаа со веста дека Бета објавила, всушност е нивна вест која праќаат од Скопје. Така и сега со Курир нешто се случува. Па јесте, та прича о Куриру кој купуе медije, древne novine u Skoplju, u Makedoniji je vrlo čudna. Jer Kurir je u ozbiljnim finansijskim problemima u Srbiji. Dakle, oni imaju najmanji tiraž, prodati tiraž još od pokretanja, oni su daleko od bilo kakve imperije, oni lažu da su najveća izdavačka kuća u Srbiji, Informer prodaje u Srbiji skoro duplo više svakog dana novina nego Kurir i nemamo ni blizu para za bilo kakvo investiranje po inostranstvu ili ne znam gde. Dakle, odakle njima pare? Neko im je dao pare. Ko im je dao pare? Sumnjam Amerikanci. Nema ko drugi. Ние го анализираме моделот на соседна Србија. Меѓутоа да ми верувате, почитувани гледачи, моделот за контрола, купување и дисциплинирање на македонскиот медиуми е идентичен и во рамки на Република Македонија. Само треба да ги смените имињата, да ги смените цифрите и доаѓате до суштината на еден ист процес кој се случува не само во Македонија, не само во Србија, туку на целиот Балкански полуостров. Дават ли уште многу пари или им секнаа парите со кои ги стимулираат овие прозападни проамерикански? Mi pišemo o tome danima. Evo ovdje je recimo vrlo zanimljiv tekst o tome, pošto je ovo sedmi nastavak, 7. deo. 400.000 evra li, така li? Ovo sve u evrima. Dakle, recimo jednom internet sajtu su dali 402.525 evra za godinu dana. Za 2 godine, izvinjam se. Evo recimo Nataši Kandić, verovatno ste čuli za nju. Da. Nataši Kandić su dali 2.126.752 evra za 2 godine. Ženama u crnom, i čuli ste i za njih, verovatno. One su isto za 2 godine dobile 1.587.596 evra. Pa ti je poголем profit. Sonja Biserko, čuli ste i za nju. Da, ti je poголем profit od Trump imata. Pa da, ovo su neverovatne pare. Ovo je sve seriozne pare. I pazite, pare. ko njima plaća? OEPS, direktno State Department iz Amerike, NED, to je Heinrich Bell fondacija, Civil Rights Defenders, dakle Soros, Rockefeller fondacija. Kad pogledate ko njima plaća, na ovom spisku, to je vrlo zanimljivo, je i Kurir. Pogledajte, Aleksandar Rodić Kurir dobio je direktno od State Departmenta $92.365. Na smetka? Direktno, da, na račun. Direktno, ne preko USAID. Ne, direktno. Dakle, State Department, ja imamo o tome dokaze, niko nas nije, 7 dana pišemo o tome, niko se nije javio, niko nije demantovao, niko nije najavio će tužiti, jer znaju da imam dokaze. Imam dokaze o uplatama i isplatama. Dakle, taj Aleksandar Rodić, koji sad se predstavlja kao veliki biznismen i kupuje medije i u Makedoniji, on dobija direktno pare od State Departmenta. Pa zašto bi State Department davao bilo kom izdavaču u svetu pare? Šta je razlog? A tamo kao svrha uplate piše donacija. Čekajte, vas donira strana vlada. To bi, zamislite da ja dobijem, ne znam, 100.000 evra od ruske vlade. To bi bio skandal. A kod njih je to normalno. Evo, to je problem. I to je suština cele ove priče. Ako sad ovaj novi američki predsjednik Trump to zavrne i kaže nema više toga, sve razne stvari, samo to da uradi, mnoge stvari će na Balkanu biti drugačije. Јас постојано подсетувам почитувани гледачи дека не се возможни промени на Балканот, посебно не се возможни политички промени на Балканот, ако тајните служби не ја сменат страната и ако криминалното милје не ја смени страната. Тука навијачките групи се всушност пешадија која е ставена во функција на тие политички промени. Поради политичка коректност, во оваа претходната емисија, значи последните 2 емисии пред изборниот циклус или изборите на 11 декември, јас не сакав да користам македонски соговорници. Меѓутоа, во оваа претходната емисија, користејќи одредени искуства од Балканот и од Србија, јас сушност ви го нацртав сценарието што можеме да очекуваме да се случи во рамки на Република Македонија. Гледате, од падот на Чаушеску се провлекуваат тие навијачки групи. Кога има Чаушеску митинг, последен митинг, кај се појават навијачките групи, почнат да го маваат со јајци и со домати, патлиџани. Тогаш во Романија јајци и патлиџани можеше само се сонува да има. Некој ги. Па така го Борија и Милошевиќ. Па во Загреб, на пример. Оно што се случи на преворот Црвена звезда Динамо, нели нападот. Така требаше да почне. Кога почна и војната. Па и тука во Србија што беше нели рушењето на Милошевиќ, прво почна на стадионите така натаму и така натаму. И тие навијачки групи секој се блиски до политичките партии, до тајните служби, овие им ги дават тие шверцеви да ги прават. Тоа е било така. Цигари, виски во времето на Ѓукановиќ и Милошевиќев син
na Milošević beše vlijan to. I drugi te imaše ušte. Bija imaše, UDBA imaše jedan tok, vojska imaše drugi, zadržavati. A posle i drugi te, mi se osladi pa počne privatno da go raba. Od Crnagora ode su tovari za mafija, cigari i viski. Su jurišni oni čamci, brzi, neviđeni. Međutim, to sve vreme se promeni. Svega je droga aktualna. Svega tije se kriminalci se organizirat i to se vika navijačka grupa. Kakva navijačka grupa koga tije predsjednici imat ko čaršavi kriminalni dosije. I najverovatnije gi podmitovat ili gi plašat igračite i ostalo. Bila дека нема промена на власта, ако на една страна не поминат луѓе од тајната служба и криминалците. И дека секојаш прво треба да се гледа што се прави во тие тајни служби и кај криминалците, за да може да се насити дали е на власт ќе остане или ќе биде сменета. Па у свеком случају кај нас се вели дека најблиско се криминалци и полиција. Не може криминал да се развија без помош на полиција. Ние имавме доста ситуации каде што полиција чуваше овие да дилува дрог. До пред 2 или до пред 3 години Дарко Шарич беше всушност некрунисан крал на таа недозволена трговија со кокаин од Јужна Америка на европскиот континент. Некаде пред 2 години беше фатен од американските структури, блиски на ДЕА и испорачен во Србија. Тука се поставува прашањето зошто тој некрунисан крал на кокаинот беше фатен и беше испорачен во Србија. Вие бевте советник на Дачич кога е министер на полицијата. Да. И многу ми смета дека таа афера Шарич со кокаинот на овој наркобос Шарич кој е донесен од Јужна Америка тука сега во Србија, дека тоа може било причината клучна за падот на Дачич или сменувањето неговата позиција министер за натрешни работи? Прво, целата прича околу Шарича открија ДЕА. Американците открија, не ние. После ние бара најдовме нешто. Друго, денес не е доказано дека тој нешто направи. Ке видиме. Зашто таа пресуда е укинута. Тешко е да се верува да американците ни го испоручија него, би го испоручиле тие да тој тони кокаин однесе во Америка. Па ти Нориега извршија десант на Панама да го апсат генерал Нориега, затоа што Нориега беше вмешан во трафикинг кокаин. Не знам, ќе видиме. Таа пресуда не е правоснажна и не знам како ќе биде. Има одредени индикации, времето ќе покаже колку се точни тие индикации, меѓутоа ние тие сознанија би сакале да ги споделиме со вас, дека дел од таа структура под контрола на Зоран Верушевски може би делувала оперативно и на територијата на соседна Србија. Има некои спекулации дека оваа група која го работеше прислушкувањето во Македонија, дека има работено на територија на Србија и дека некои информации, некои снимки преку нашите телефонски оператори или преку Кипар доле, дека се вклучени мрежени одредени српски политичари. Moguće. Moguće, vrlo lako je moguće. Pazite, u današnje vreme je ništa lakše nego prisluškivati bilo koga. Ali neke servise ne može da prisluškuje bilo ko. Ne možemo vi i ja da skidamo poruke za, ne znam, sa aplikacije tipa Viber, Whatsapp, ne znam, kad neko zove sa iPhone-a na iPhone, pa ima ona aplikacija, kako se beše zove, FaceTime. To ne može da skine bilo koja služba. To mogu da skinu samo zapadne službe. Dakle, te priče po kome neki ljudi nešto prisluškuju, pa to je nemoguće. Mi ne možemo, prvo, evo sada mi rešimo nešto da prisluškujemo, mi ne možemo, gde da odemo da kupimo tu opremu? Ko da nam proda? Ko da nam proda kodove, transkripcije, šifre od tih svih servisa koje smo pomenuli? И опремата, и кодовите, и транскрипцијата имате еден центар. Наравно, слажам се. Тој центар, сега ние се надеваме дека после изборите во Америка тој центар нема да биде толку активен. Тако е. Дека ќе дојде одредено релаксирање, бидејќи ова што се правеше изминатите 2 години на Балканот, навистина се закануваше да експлодира со одредени драматични размери. Jedan pametan analitičar u Srbiji, novinar, je rekao da je dobro što je pobedio Trump, između ostalog i zato što je sve ovo što se dešavalo na Balkanu i u Srbiji i kod vas u Makedoniji i u Bosni
i u Hrvatskoj, da je sve to bilo priprema za dolazak Hillary Clinton na vlast. I ja mislim da je u pravu. Dakle, njoj je fokus njene politike da je pobedila bio bi Balkan. Da završi ono što je njen muž počeo. Како викат американците, немаат незавршени работи. Имаат само одложени. Да, tako je. Секоја работа ке американците мора да си има свој ali завршеток. Зборам за Хилари ja Клинтон. mislim da Trump neće, da sad novi predsjednik američki neće imati fokus na Balkanu. Da ga neće presudno zanimati ovaj naš region. Добро, тоа што го интересираш од Балканот, тој си го зема супругата. Сега веројатно друго нешто не му треба, што би му дали ние. Tako je. Од Балканот. On je lepo u Sloveniji završio svoje што svoje interesovanje za bivšu Jugoslaviju. A nije išao južnije. Најубавото го доби, тоа е тоа сега. Tačno. Добро, што ќе правиме со службите? Гледате, две структури се вклучени. Значи службите и навијачките групи. Сале мутави убиството. Значи нема промени на Балканот без учество на тајни служби и на навијачки групи. Едните го осмислуват, а другите се тие што фрлат молотови коктели, што прават улични немири, што создаваат одредени тензии, или најчесто се регрутираат луѓе од таму, бидејќи кој нормален млад човек на 20-25 години, ако нема финансиски дотации или стимулации, би влагал во такви некои авантури, со марами, да фрла молотов коктел, da delova huliganski i tako natam i tako natam. Navijačke grupe su zapravo, ne znam kako je u Makedoniji, pretpostavljam da je isto, navijačke grupe su samo maska za kriminalne grupe. Za grupe koje se bave, sami ste rekli, kriminalnim poslovima. Pravi navijači se time ne bave. To više nisu navijači, to su biznismeni. To su, kako bih rekao, ne mogu ja da kažem za njih da su kriminalci, jer većina njih nikad nisu osuđeni ni za što. Da li ih neko koristi? Verovatno. Da li ih neko upotrebljava u određenim trenucima? Сите големи партии си имаат своји навијачки групи. Jer da nije tako, Vasko, da nije tako, pa država je najjača u državi. Svaka država je jača od bilo kog pojedinca u bilo kojoj državi. За 24 сати ќе ги снема да не е така. Tako je, da oni ne trebaju nekome u državi, u bilo kojoj državi, oni ne bi postojali, ali očigledno trebaju. Слушнете го тврдење на господинот Тома Фила, кој беше еден од главните адвокати кои ги бранеа тие хашки осуденици кои потекнуваат од СР Југославија. Тој кажува како член на Демократската партија на Бил Клинтон, пред тоа негово сведочење пред Хашкиот трибунал, кажува еден фрапантен податок дека Медлин Олбрет и госпоѓата Хилари Клинтон го убедиле Бил Клинтон да ја бомбардира тогашна СР Југославија. Што очекувате? Очекувате некоја дестабилизација тука на Балканот? Не. Мислам дека победа на Трамп може да ни користи у толико што нема Клинтонови да тврдат дека е Косово приватна брига на породица Клинтон. Што значи да се одма се изјаснуваат против. Јас беше сведочење. Во Хаг сведочеше член на главни одбор на Демократска странка, кој објасни дека до бомбардување на Србија дојде така што Мадлен Олбрайт ја викна Хилари Клинтон да го наговори мажот да не бомбардира. И мажот, пошто си имаше мувата на капата со афера Левински, дозволи да се бомбардира Србија. И на крај, што мислите, почитувани гледачи? Дали е конечно дојдено времето ние, жителите на Балканот или жителите на просторот на поранешна Југославија, после победата на Трамп, конечно да здивнеме и да имаме барем неколку месеци мирна политичка клима и мирно политичко море? Ке може ли да здивнеме на Балканот? Pa ja se nadam posle Trumpa, ali ja se ne bi se mnogo uzdao da će sada poteče med i mleko, došao je Trump. Ne, bit će nam verovatno lakše utoliko što nećemo imati toliko pritisaka, što se više neće mešati u naše unutrašnje poslove, što ćete vi konačno u Makedoniji moći da imate normalne izbore, a mi u Srbiji moći normalno da živimo bez nekih ucena i nameštaljke. Nема da ne plaša 20 godini sa Albancите. A da sad, da se nešto dramatično promeni
u američkoj politici na Balkanu. Pa ja u to ne verujem. Pa i ne treba se promijeniti. Da. Ja ne verujem ja u to da sad može... Samo neka bidat mirni i korektni, neka ne dođe da pravят incidenti. 2001. godina veke vidovme što se sluči, minata godina povtorno vidovme. Znate, to je scenarij s Albancite, veke toliko pase i toliko izlitano, što možat nešto pointeligentno da smislat Hollywood time tamo, možat bilo što drugo da smislat. Ali ako ste vidjeli reakcija albanskih političara Rame i Tačija na izbor Donalda Trumpa, odnosno to što je Hillary izgubila izbore, je vrlo indikativno. Oni su bili najtužniji političari u Evropi. Jaz bih 3 dena odsuten. Tija proglasija trodnevna žalost ili ne proglasija od Tirana? Tu su negde. Tu su negde, da. Oni su u šoku bili. Pazite, Rama se oglasio u sredu oko podneva, a Tači tek popodne. Oni su najsporije reagovali, nisu znali šta da rade. Jer prosto njihova politika, njihova strategija se bazilara na Hillary Clinton. Im padne internet, pa ne može dobiti informacija. Tako je. Tako da vidjet ćemo. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија, погледнете и рекламите и подоцна се враќаме до одјава емисијата. Колку е потребно за среќа, колку треба за да ти игра срцето. И очите со смеа да ти се наполнат. Колку треба за среќа и мудрост, за од малку многу да сториш. Еве ме, уште учам и барам внатре во себе. И ќе ти кажем што научив. Здравието е среќа. И среќата е здравје. 80 години, Алкалоид, Скопје. Здравието пред се. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Јас сум Васко Евтов, ова беше емисијата во Центар, почитувани гледачи. На 11 декември, како што сега стојат работите, нема да има емисија во Центар, бидејќи тоа е денот кога треба да се случат изборите во рамки на Република Македонија. Дали ќе има избори, ќе видиме, меѓутоа ако има избори, нема да има емисија на 11 декември, бидејќи некаде во редовниот термин 19 часот и 45 минути веќе ги чекате првичните изборни резултати. Ако останеме на определбата, заедно со Канал 5 телевизија, да нема емисија на денот на изборите, значи ние ќе се гледаме на 18 декември. До тогаш ви посакувам пријатна вечер Македонија, каде и да си.